Може да почнеме, мака да бидеме официјални. Добар ден, добре дојде на оние кои што денеска ни се придружија на оваа сесија. Одбележуваме голем юбилеј, имаме навистина голем убав повод, значен за сите нас од академската заедница. Оваа сесија е посветена на лицата со попреченост, сите излагања ќе бидат во таа насока, лица со попреченост од различни аспекти. Имаме и гости професори од други факултети. Првите две презентации од сесијава се однесуваат на два проекти кои што во моментов се реализираат на Филозофскиот факултет. И драго ни е што еве ќе искористиме оваа прилика да ги спакуваме истражувањата кои што се однесуваат на проектите во научен труд, за да ја оставиме белег да бидат публикувани во зборникот на научните трудови на конференцијата, за да останат понатаму да може да се цитираат, читаат, меѓутоа и да остават белег на она што е работено на Филозофскиот факултет. На програмата веќе видовте дека имаме гости, меѓутоа за жал поради околностите, многу од учесниците се организираа поинаку, не се сите присутни овде, така да требаше да бидат тука присутни од две организации, VFECT и Националната федерација на фармери. За жал, од VFECT не е никој заедно со нас, меѓутоа ќе го имаат линкот, ќе може да видат што се случувало и на оваа сесија. Но за среќа пак од друга страна, Националната федерација на фармери не соработува само на овој проект со нив, имаат веќе долгогодишна соработка и ќе можат и од нашиот гостин господинот Стеван Розовиќ ќе може да позборува и од нивен аспект, односно како заеднички ги реализираат активностите. И она што се однесува поконкретно на проектот на кој што Филозофскиот факултет е вклучен како надворешен соработник кој дава експертската помош за лицата со попреченост, да позборуваат за она докаде се активностите од проектот и што очекуваат понатаму, кои се нивните понатамошни активности, односно нашите, кои се желбите и на овој проект. Предпоставам дека и Стеван тоа ќе го напомене, не сите активности може да се реализираат повторно ради истата ситуација, ради ковид кризата и така натаму, но во секој случај течат активностите и повеќето присутни тука се дел од проектот и знаат како течат активностите, така да ќе имаме понатаму и време за дискусија. Излагањата се десетина, ве молам најмногу 12 минути. Имаме време за дискусија, но предлагам и дискусијата да биде пократка, за да оставиме простор. Имаме убав простор надвор и ќе може и натаму во текот на денот да продискутираме во врска со сите излагања. На почетокот, значи, представникот на Националната федерација на фармери, Стеван Розовиќ. Благодарам, Наташа. Да ја искористам приликата прво да честитам овој голем юбилеј, 100 години Филозофски факултет, најстарата високообразовна институција во нашата држава и сигурно една можеби од најзаслужните институции за обликување на белезите на оваа држава во која што ние денеска живееме. Мене ми представува задоволство да сум денеска тука, како што кажа и Наташа, за жал представниците од VFECT не можеа да бидат присутни, такви се околностите, меѓутоа ја ќе си земам за слобода и во мое име, и во име на НФФ, и во име на VFECT, да ви се обратам и да ви кажам на кратко за нашата работа и за проектот кој што го спроведуваме заеднички со Филозофскиот факултет, со катедрата за специјална едукација и рехабилитација, а се однесува на лицата со попреченост во руралните средини. Проектот е наречен From Disability to Foodability, со една основна цел да им се помогне на лицата со попреченост во руралните средини да можат да приходуваат од активностите кои што ги имаат во семејните фарми и на тој начин да обезбедуваат доволно количество на храна или доволни извори на приходи, за да нивното семејство биде одржливо и за да можеме да ги оттргнеме од патеките на сиромаштијата или од патеките на социјалната загрозеност во кој што веќе припаѓаат или во кој што веќе се наоѓаат. Со овој проект се опфатени 30 семејства во нашата држава, на кои што 30 семејства преку самиот проект им обезбедуваме грант. Грантот се состои во поддршка на фарма за растително производство или за сточарско производство. 28 семејства значи имаат грант кој што се пластеници. Во рамките на тие пластеници на соодветен начин, земајќи во предвид нивната попреченост, ќе имаат можност да одгледуваат одредени култури со поддршка нормално на членовите од нивното семејство, од кои што култури нели нормално ќе можат да приходуваат.
Други две фамилии имаме кои што се две сточарски фарми, нормални во сточарските фарми, истиот принцип, повторно лицата со попреченост да бидат вклучени и повторно со поддршка на самото семејство да обезбедат дополнителен приход. Ова е, да кажеме, основата на самиот проект кој што се однесува околу грантот и околу економската поддршка, меѓутоа идејата на проектот не застанува тука. Во поширок контекст гледано, за нас беше многу значено да сите овие 30 семејства кои што се опфатени ги поврземе со општините во кои што тие живеат практично, и општините да имаат можност да ги согледаат предизвиците, ризиците и проблемите со кои што овие семејства се соочуваат, и заедно со нас овие проблеми кои што најчесто се апострофирани во урбаните средини, на еден начин да им ги донесеме публичку и на административците кои што работат во рурални средини, тоест градоначалниците во тие рурални средини да не размислуваат само на патишта, на системи за наводнување, на некои други работи, туку да се свртат повеќе и на социјалните сфери во кои што нормално нивното население има потреба. На тој начин, практично и со 6 општини во кои што на почеток беа опфатени, а подоцна и со самото тоа кај што ги избравме ние сите овие семејства, опфативме дури и 18 општини, имаме можност да во заедничка соработка решиме по еден значаен проблем со овие општини и да на база на локална иницијатива помеѓу општината и невладините организации и лицата кои што таму екзистираат, а се со попреченост, да овозможиме полесен пристап или полесна инклузија до некаква јавна услуга која што на овие лица им е потребна да се однесува на локално ниво. Третиот многу значаен сегмент нормално е обуката. Ние сметаме дека нормално секое лице и секоја единка има потреба, како велиме, од доживотно учење и доживотна обука во различни сфери од животот. Меѓутоа, што се однесува за лицата со попреченост и семејствата во кои што тие се дел, обуката е многу значајна да се согледа од два аспекта. Првиот аспект кој што ќе го подобри квалитетот на нивниот живот и од аспект на здравствен момент, но исто така и од аспект на социјален живот. И вториот аспект се практично нивните права. Многу голем дел од овие семејства не знаат и не се свесни за правата кои што тие ги уживаат, основни човекови права и слободи, меѓутоа и оние права кои што им се законски загарантирани да можат многу полесно да ги остваруваат. Тука лежи практично и моделот на нашата соработка на Федерација на фарми на ViEffect. Тоа е пристапот базиран на човекови права. Иако ние сме организација која што пред се занимава со земјоделство и со лобирање за правата и интересите на земјоделците, начинот на кој што работиме практично ги апострофира човековите права и ги става во центарот на нештата околу кои што се движат сите наши проекти. Во таа смисла, соработката со Катедрата за специјална едукација и рехабилитација беше неминовна. Како значајна институција, Филозофскиот факултет ја има оваа катедра, единствена и уникатна на овие простори, каде што со професионалците кои што денеска сте тука, стручни лица, стручен тим од овој факултет, во изминатите веќе година дена работиме на спроведување на активностите. Веќе се завршени голем дел од овие активности, голем дел уште ни остануваат. Она што е завршено денеска ќе биде сигурно презентирано низ трудовите на ценетите професорки. Но она што уште така и понатаму не очекува, ќе се обидеме да го завршиме на начин со интензитет каде што практично оваа состојба во која што сите се наоѓаме ни дозволува. Значи дел од тие обуки ги реализиравме на терен, дел од тие обуки ќе одат преку електронските алатки на комуникација, со надеж дека во некоја наредна фаза и дека во некоја идна соработка работите кои што нема да можеме да ги оствариме физички, ќе се обидеме да ги оствариме поинаку, можеби за година, за две. За нас е многу битно што оваа соработка е остварена и што оваа соработка е практично основа да можеме и понатаму да отвараме нови полиња на работа, да очекуваме да предизвиците кои што престојат во оваа поле ги решаваме заеднички и да сватиме дека никогаш и организациите кои што се земјоделски не ги решаваат само проблемите во земјоделието, туку го решаваат и проблемот на руралниот развој, на квалитетот на живот на луѓето кои што живеат во овие средини. Уште еднаш ви благодарам на можноста да се обратам тука и уште еднаш поздрав од моје име и од името на ViEffect и се надеваме, ако не е за 100 години, за 101-та година од јубилеот на факултетот, на еден многу помасовен начин ќе можеме да ги одбележиме резултатите, а до тога се надевам да ги имаме многу повеќе резултати во оваа област. Ви благодарам. Благодарам многу.
На почетокот од сесија јас имам честа да започнам, како што кажа Стеван, со презентација на резултатите. Жал ми е што трите паралелни сесии не дозволуваат и помасовно присуство овде на сесијата, меѓутоа особено затоа што колешка која што е психолог, која што е дел од тимот кој што работи на терен, исто така не е присутна. Уште една колешка социјален работник кој што работи друга анализа. Можеби доколку беа сите тука, ќе имавме и поинтересна дискусија, но во секој случај ние сме тука и понатаму ќе соработуваме, па дискусијата може и надвор од овде да продолжи. Темата на првиот труд е фокус на способностите, односно менување на навиките на лицата со попреченост во однос на производството на храна. Имавме една пресконференција на Филозофскиот факултет, тогаш завршивме со глобалните цели на Обединетите нации, што она што 2030 година не очекува. Па сега овде некако се надоврзувам и продолжуваме и ќе бидам кратка, ќе оставам повеќе простор на колегата економист кој што некако ќе се надополни затоа што дел од ова што го зборувам веќе на терен многу е зборувано, дел е опфатено и на таа пресконференција, меѓутоа на терен многу е работено и не ни е толку на сите овде присутни непознато, а се разбира сите податоци ќе бидат метнати во трудот кој што ќе се објави во зборникот на трудови. Агендата на Обединетите нации вели дека сите луѓе треба да бидат вклучени, никого да не оставиме зад нас, една популарна парола. Меѓутоа, лицата со попреченост, особено како маргинализирана група, заедно со другите маргинализирани групи, многу често се некаде на маргините. Ако обично кога зборуваме или што се предвидува со оваа агенда, ако милениумските цели некако ги изоставува, односно ветува промени во квалитетот на живот на просекот, не ги предвидува оние кои што се на маргините. Сега веќе со глобалните цели очекуваме подобрување, ние сите заедно, и невладиниот сектор, и академската заедница, но особено секоја држава одделно треба многу да вложи во подобрувањето и финансиски и експертски, да вложи во подобрувањето на квалитетот на живот на лицата со попреченост. За среќа, тука имаме едно партнерство и она што мене особено ми се партнерството е на ниво и невладин сектор и академска заедница. Наши партнери се разбира самите лица со попреченост, нивните семејства, тие се и најзначајните во целата алка, и се разбира локалната заедница. Многу често имаме многу проекти кои што ги фаќаат и лицата со попреченост, меѓутоа како завршува проектот, а се подразбира дека очекуваме дека проектот да премине по процес или пак значајна промена во животот на лицата со попреченост, не продолжува во процес, туку застануваме тука каде што застануваат финансиите, односно немаме одржливост. Локалната заедница не е многу, локалните самоуправи не се многу значајни и државата, за да она што сега се работи, за да се продолжи понатаму да финансираат. И она што представува наша задача заедничка и на младиниот сектор и на експертската заедница е токму затоа избравме вакви излагања на оваа конференција, затоа што и наша задача меѓу другото, не само вклучување во вакви проекти, туку и истражувања кои што ветуваат понатаму и промена на терен, меѓутоа и промена на нашите студиски, односно предметни програми на меѓу другото на нашиот институт. Се она што се случува на терен, верувам дека ќе не натера да смениме и во работната терапија и така натаму во различни предмети, ќе ни даде некакви нови идеи, затоа што руралниот развој, лицата во рурални средини многу малку се истражувани. Вклучувани се во различни активности, односно во различни истражувања, меѓутоа оние лица кои што беа опфатени во системот на образование, социјална заштита и здравство, односно беа некаде во нашите институции, беа корисници на услугите од нашите институции, но оние кои што, а за жал, знаеме дека е голема бројката на лицата со попреченост кои што се надвор некако од системот, сега конечно ги ставаме во фокусот и сакаме да го подобриме и квалитетот на нивниот живот. За мисијата на новиот проект веќе слушнавте, значи подобрување квалитетот на живот на лицата со попреченост и на нивните семејства. Директно или индиректно се разбира дека очекуваме подобрување на квалитетот на живот на целите семејства. Споменав кои се крајните корисници, меѓутоа тука ги опфаќаме она што го напоменав, и локалните заедници, тие се тие кои што се вклучени,
и кои што треба понатаму да помагаат и ќе бидат и директни корисници на грантови, ќе имаат некакви промени во својата локална заедница, но во секој случај ќе треба да бидат на повеќе на располагање, односно да ги прифаќаат лицата со попреченост во својата заедница. Да помогнеме и ние, особено во рурални средини, каде што помалку се зборува и се работи на вклучување на лицата со попреченост, да работиме на креирање на инклузивна култура и во руралните средини. Што се однесува до она што треба да биде поместено во зборникот на трудови, податоците се добиени со теренските посети, преку прибирање на демографски податоци, понатаму функционална процена на функционалните способности на самите лица со попреченост и со инструмент за процена на квалитет на живот. И ова се некои незначајни податоци, кажав дека сите податоци ќе бидат достапни во самиот труд. Веќе тоа беше и споменато, 30 семејства, 18 општини, и она што е утврдено дека квалитетот на живот е подобрен на овие лица во однос на периодот пред започнување на проектот до периодот, до пред недела, две, кога колешките беа интензивно на терен и ги посетија сите општини и имаа контакт со повеќето. Повторно, целата ситуација не им дозволува ни присуство на сите лица со попреченост и нивните семејства на средбите, но во секој случај контакти со сите имаме. Понатаму, што се некои други незначајни податоци, дека најголемо подобрување има кај лицата со средна возраст. Може би причината е тоа што оние најмладите, застапници се нивните родители, имаат повисоки очекувања или пак не беа вклучени на овие сесии на двата модули кои што веќе се реализира. И исто така, оние лица кои што имаат вродена попреченост, имаат помалку подобрување, но тоа се разбира како објаснување, би кажала, затоа што имаме лица кои што се со моторни нарушувања, некои од нив и повеќето со стекнати подоцна во животот, и кои што се пофункционални, самостојни, за разлика од особено лицата со интелектуална попреченост, тешки моторни нарушувања, кај кои што и реално за толку краток период и не можеме да очекуваме некаква голема промена. Најинтересни за работа понатаму била оваа група од 22 до 45 години, средната група, кои што се и работоспособни и кои што не само може да бидат вклучени не само на свој терен и во својата фолија или својата фарма, туку ќе треба да се размислува многу на нивното вклучување во заедница или пак пласман на производи, начинот за понатамашна нивна реализација, но за тоа повеќе ќе зборува Димитар. Функционалната процена е од потреба за целосна поддршка до целосно самостојно функционирање на самите лица. И ова се повторно, каде му имаме простор за работа, дали преку овој проект или понатаму, имаме простор за верувам следни проекти, кај младите луѓе, оние кои што, и еве, по завршување на овој проект ќе пораснат, и лицата кои што и најтешко реално може да се најдат на пазарот на трудот, затоа што дел од вклучените лица веќе и некогаш биле вклучени во работен процес, биле вклучени во заштитни друштва. За жал, имаме лица кои што реално и не може да бидат. Така да треба да се размислува на нови форми, социјално претприемништво, брендирање на производите и пласирање во заедницата, а кога многу често зборуваме за популаризација на руралниот туризам, развојот на малите општини и така натаму, и во овој дел треба меѓу другото да се вметнат во стратегијата и да се размислува како производите така брендирани како производство на лица со попреченост, органски производства и така натаму да се пласираат и да имаат дополнителни примања. Оно што беше интересно и во посетите заклучивме дека само една од лицата кои што се вклучени на проектот имаше свој хоби. Сите овие лица, веројатно дека со текот на времето, контактите, заедничките дружби, размена на искуствата со нив или мотивацијата, квалитетот на живот меѓу другото подразбира и социјални контакти, стекнување со сигурност и верувам дека ќе се стекнат со сето ова, па ќе бидат похрабри, ќе се одважат, ќе имаат желба и тие да се вклучат и во други активности. Треба да се истражува меѓу другото и што е тоа што
ја менува состојбата во оваа една година, дали може би новите мерки во ковид кризата и кои други аспекти, што се може да се вметне како варијабли, што се може да истражуваме за да видиме како понатаму може да делуваме во подобрување квалитетот на живот. Еве едно истражување кое што кажува дека оние лица кои што не биле вклучени во третман, на примерок од 196 испитаници, немале во текот на времето никакво подобрување за разлика од лицата кои што се вклучени во третман, кои што имаат значително подобрување. Ова се конкретни податоците од ова истражување, не случајно затоа што не можеме да генерализираме и да зборуваме за некакви генерални заклучоци и препораки да даваме генерални за некакви законски промени и така натаму, на примерок од 30 лица, односно 30 семејства, или нешто поголем затоа што во неколку семејства имаме и по неколку члена кои што се со попреченост, затоа не случајно вметнавме и друга група кои што се опатени во системот на заштита и образование, кои што се дел од институциите, кои што се наша наставна база, имаме соработка и дојдовме до резултатите дека при првата процена лицата со попреченост, опатени со проектот, по двата процената на квалитетот на живот имале 28, односно по завршување на активностите во оваа фаза 28% подобрување и во функционалната процена 30%. Меѓутоа, многу помала е напредокот кај другата група испитаници кои што имаат 4, односно 6%, односно нема статистички значајна разлика. Овдека може би повеќе и попластично ќе можеше да се вклучи во дискусијата и колешката Софија Георгијас како психолог, но во секој случај и низ модулите кои што веќе ги поминавме, се работеше на дел од ова. Многу треба да се работи, понатаму еве идејата за работа следни проекти. Треба да се работи на мотивација и на самите лица со попреченост и на нивните семејства, но во секој случај се во насока на надминување на стресот и кај самите лица со попреченост и кај нивните семејства. За ова веќе се зборуваше и во еден од модулите и мене ми беше интересен еден пример и еве сега кратка дигресија, можеби во некоја презентација вие сте слушнале, меѓутоа мене ми беше интересен примерот на колешката Александра Каровска-Ристовска, кога ги насочи родителите како да го надминат стресот, односно како да се однесуваат во своите семејства. Велејќи дека како се однесуваме во авионот, кога во случај на некаква незгода, паѓаат маските, добиваме насока дека треба прво себе си да се ставиме, а потоа на нашето дете. Токму така треба да се однесуваат и семејствата, односно браќата, сестрите и родителите на лицата со попреченост, прво да се заштитат себе си од стрес, да си помогнат себе си, да бидат и физички и ментално здрави, за да може да им бидат на располагање на лицата со попреченост. Нешто што е предвидено со проектот, треба да се работи на самозастапување. Шведска е пионерот во самозастапување, тие се тие кои што некако модел го оформија и го презентира понатаму во светот. Драго ми е што со ваква шведска организација токму ќе работиме и на самозастапувањето. И на крајот сосема кратко, што очекуваме или тоа веќе и го кажавме, промени во животот на лицата со попреченост, со тоа што нели ќе бидат повеќе работоспособни, односно со помош и ќе бидат охрабрени целите семејства да им дозволуваат повеќе да работат, затоа што не сите лица со попреченост и досега биле вклучувани во работните обврски во семејството. Знаеме сите дека обично се презаштитнички настроени родителите кон лицата со попреченост и некако помалку им даваат да се вклучуваат. Да ги охрабриме дека секој лице со попреченост тргнуваат. Предходниот слайд имавме, беше ставена генетиката, тргнуваат од некаков старт, реално сите од нив на некое пониско ниво, меѓутоа, психолозите така велат, добиваме чист лист хартија, потоа моделираме и правиме со него, со секое дете што сакаме. И во овој правец со лицата со попреченост можеме да помогнеме до она ниво кое што функционалните способности кои што ни ги дозволуваат, меѓутоа можеме многу да помогнеме до подобрување и на квалитетот на живот и на функционалните способности на самите лица. И понатаму она што веќе го напоменав, дека треба да размислуваме во насока на мотивирање и за самовработување и на нови форми за вработување, брендирање на нивните производи, пласирање и така натаму, нешто во што треба да бидат наши партнери и општините
и локалниот бизнис сектор, сите тие понатаму ќе се остварат средби и се надевам дека ќе покажат интерес за вклучување заради одржливост на овој проект, меѓутоа и заради поголема вклученост на лицата со поплеченост во нивната локална заедница. Тука би завршила, работиме на терен, промени веќе кажав дека имаме, се надевам дека по завршување повторно ќе имаме или ќе да кажам да го наречем како лонгитудинално истражување ќе направиме за да видиме кои се нашите финални резултати, но искрено верувам дека сите од нив ќе бидат многу посилни, поподготвени за вклученост во средината, посилни самозастапници и се разбира поподготвени за работа во својата средина и излегување на пазарот на трудот. Благодарам. Сега сме добри. Добар ден на сите. Благодарам прво на можноста да може да бидам дел од оваа конференција, која што е дел од одбележувањето на 100 години, односно на прославата на 100 години филозофски факултет. И исто така сакам да изразам голема благодарност што бев поканет да бидам дел од проектот, кој што беше проект организиран од страна на Федерацијата на фармери и во кој што навистина клучна беше улогата на професорките Наташа Трајковска и Арнаудова и професор Петров. Јас го добив оној дел кој што е поврзан со одржливоста на сите овие проекти. Обично кога ќе се роди дете во некој семејство, тогаш сите се собираат и одат на повојници, носат поклони и се обидуваат целото семејство и сите пријатели да му помогнат на тоа бебе да порасне, да има добро детство, да може да се школува, да расте и така натаму. И јас длабоко верувам дека на еден бизнис кој што е формиран и кој што започнал во одреден момент, ако не му помагаат тие кои што му се блиски и општеството околу него, тогаш што може тешко и тогаш тој тешко ќе успее. И затоа втората фаза на овој проект една од целите е да се воспостави одржливост на овие фарми кои што лица со попреченост ги имаат направено со помош на проектниот тим и на финансирањето од страна на ВИ-ефектот од Шведска. Јас во однос на воведот нема многу да се осврнам, бидејќи Наташа практично ги кажа целите на проектот, очекувањето од проектот, што е она до сега што е направено. Практично воспоставени се веќе фармите кои што ќе треба да ги дадат и своите први производи. Целите, ја длабоко верувам дека ќе бидат остварени, бидејќи подобро е тие лица да може да бидат вклучени во одредено производство, отколку да бидат практично издржувани лица. Проектот вклучува, како што кажа и Стефан и Наташа, значи повеќе од 250 лица и таа бројка ја верувам дека ќе се шири, бидејќи обично ваквите иницијативи или замираат или продолжуваат со еден ефект на снежна топка да се шират и да добиваат поголем замав. Во однос на целите на овој дел на оваа презентација главната цел е да ги концептуализираме клучните фактори на успех на едно социјално предпријатие и кои што ќе се воспостават од страна на лица со посебни потреби и да дадеме еден мултидисциплинарен поглед, односно мултидисциплинарни повеќе аспекти од повеќе дисциплини кои што ќе можат да влијаат на успехот на една бизнис иницијатива. Јас навистина многу истражувам, бидејќи Македонија нема голем број на студии во овој дел. Социјалното предприемништво кај нас е во прилично почетна фаза, во однос на дел од источноевропските земји и особено Англија, која што ја би ја ставил како прва во западноевропските земји во однос на социјалното предприемништво. Самата литература, бидејќи правевме прилично обемен осврт на литературата, на истражување и така натаму, нема консензус во однос на дефиниции за социјално предприемништво и нема консензус во однос на врските кои што социјално предприемништво ги има со комерцијално предприемништво.
бидејќи социјалното предприемништво се света дека има многу помал обем, дека е повеќе насочено кон оние интерни фактори на една фирма, додека комерцијалното предприемништво има многу повеќе аспекти. Јас со тоа никогаш не сум се сложувал. Секогаш сум верувал дека одржливоста мора да се заснова на бизнис модели, кои што бизнис модели даваат резултат на одреден пазар. И затоа и самата рамка која што ја поставивме во ова истражување и во овој проект малку се разликува од една стандардна предприемничка и деловна рамка во однос на низините основни елементи. Во однос на очекувањето од проектот и во однос на особено предизвиците кои што ги има, како два главни предизвика ги идентификувавме дека е прво финансирањето и тренингот за старт на производство од страна на членовите на проектот, односно на корисниците на помошта за воспоставување на производство. И вториот предизвик е воспоставување на маркетинг и деловна и продажен пристап за да може утре да имаме одржливост, бидејќи еден бизнис да имаме одржливост, бидејќи ако еден бизнис без разлика дали е комерцијален или социјален, доколку не може да ги продаде производите кои што ги прави, тој по дефиниција станува неодржлив и не може да продолжи. Она што го имаме како очекување врз основа на овие предизвици е зголемена, значи за да предизвиците ги надминеме, очекувањата се дека ќе има зголемен социјален одговор, кој што ќе предизвика финансиски поврат на инвестицијата и како на инвестицијата, така и на оперативните трошоци кои што на крајот на денот ќе бидат вложувани. И воспоставување на оперативна способност, на оперативна продуктивност, која што ќе даде и оперативна покрај финансиската одржливост на самите проекти, што на крај ќе доведе и до пазарна одржливост на производите кои што ќе бидат резултат на овие производители. Во однос на содржината на оно што ќе го видиме во наредните 10 на 15 минути, јас веќе напоменав дека не користевме стандарден бизнис модел, без разлика дали е тоа модел од аспект на предприемничката наука, без маркетинг науката и така натаму, или на менеджмент стратегии. Се определивме за еден комбиниран модел кој што има 4 основни елементи. Прво е, бидејќи се работи вистина за специфична ситуација, прв дел на кој што сакаме да се фокусираме е одговорот од страна на купувачите, кој што ќе го има на пазарот во однос на овие производи и начинот на кој што тие купуваат производи. Вториот е брендирањето и промоцијата на производството и на производите. Третиот е што всушност ќе нудат тие, односно пропозицијата која што ќе ја дадат на пазарот. И четвртото е продажните канали кои што ќе се користат и кои што се прилично ограничени кај производството на храна и прилично регулирани. Во однос на однесувањето на купувачите и одговорот во однос на вакви производи, клучно прашање кој што се поставува е како македонските купувачи ќе се однесуваат во однос на одредена социјална предприемничка иницијатива. Одговорот секогаш лежи, особено во овој случај, кај балансот помеѓу изборот на купувачот, помеѓу утилитарната вредност, односно она класична вредност која што ви задоволува одредена потреба, и желбата да се помогне на одредена личност која што има одредена попреченост и која што решила да воспостави бизнис како примарни мотивации за купување. Во Северна Македонија, за жал, во моментов не постојат достапни истражувања за мотивациите на купувачите во однос на тоа дали доминантно значи утилитарна вредност кај одреден производ или услуга, или пак од друга страна повеќе се водени од други димензии на размената, а во овој случај да сака да помогне, односно да има одреден етички карактер продажбата која што ја прави. За да може да одговориме на ова прашање, постојат неколку прашања на кои што треба да се одговорат, односно подпрашања. Прво да се испита претходното знаење на купувачите за социјални предприемачки иницијативи, што ја имав прилика да работам минатата година во развојна стратегија на две компании кои што постојат и кои што се формирани од страна на лица со специјални потреби. И навистина тие имаат ограничувачки
ограничувачки и фактори на продуктивност и на продажба и така натаму. Ја тоа го правев филантропски, бидејќи сум бил вклучен во комерцијални бизниси, сакав да помогнем на некој начин. И мислам дека успеавме да направиме исчекор кај тие две предпријатија со кои што работевме, да воспоставиме пазар, да воспоставиме канали, да воспоставиме бизнис пракса одредена, бидејќи на крајот на денот, особено во време на криза, има една изрека која што јас често ја користам, а тоа е дека купувачите имаат широко отворени очи и полузатворени новчаници. Тоа сега ни се случува. Ова сентенца ја кажав во Хрватска 2008 година, кога беше финансиската светска криза. Сега имаме светска здравствена криза, која што е препратена со економски ефекти. И сега дури и повеќе се отворени очите и уште повеќе се затворени новчаниците, и тоа веројатно до крајот на годината се повеќе ќе добива интензитет. Втора работа која што треба да се испита е да се истражат перцепциите и ставот на купувачите во однос на социјални предпријатија и бихевиористичките намери во однос на купување на во однос на производи кои што се направени од страна на социјални предпријатија. Во моментов во светот сме сведоци на голема економска и социјална нееднаквост, и тоа ги дели купувачите во две големи групи, едната поголема, едната помала, меѓутоа со две доминантни групи. Едната се богати, образовани и свесни купувачи, кои што очекуваат дека нивното купување ќе нема да донесе само профит на некого и на нив вклучително, туку ќе креира и одреден импакт, одредено влијание позитивно во општеството. И има втора група на маргинализирани купувачи кои што повеќе купуваат водени од рационални мотиви и каде што кај нив заради лимитираните ресурси главно е да се задоволат основните потреби со купување на одреден производ. Од тука идентификувавме три сегменти на купувачи кои што се значени за овие производи и за овие социјални бизниси кои што се воспоставуваат со проектот. Првите се етички купувачи кои што ја носат својата одлука за купување врз основа на етички суд, односно тие имаат намера да помогнат на луѓе кои што се од одредено малцинство, кои што имаат одредени попричености и така натаму, и со своето купување на нив да им помогнат во работењето и во животот. Вторите се еколошки купувачи, кои што се фокусирани преку своето купување да помогнат во заштита на животната околина, и тие се прилично апликабилни исто така на овој проект, бидејќи производството дефинитивно ќе биде од органски карактер, бидејќи ќе биде произведувана органска храна, така да и овој сегмент на купувачи може да биде адресиран. И на крајот имаме трета група на рационални купувачи, кои што одлуките ги носат врз основа на класично рацио на колку вредност добива и односно каква потреба задоволува, тоа се тие утилитарни купувачи. И најголемиот дел од традиционалното купување и одлуките кои што се носат при купување, луѓето ги носат врз основа на фактори кои што се поврзани со утилитарна вредност, а тоа се производ, квалитет, перформанси, бенефити кои што ќе ги добива и така натаму. Производите на социјалните предпријатија кои што се анализирани во рамки на овој проект, многу чисто, многу јасно се обраќаат кон првите два сегмента, односно кон етичките купувачи и кон еколошките купувачи. Што е добро, меѓутоа не е доволно. Зошто не е доволно? Бидејќи прво не постои чист етички купувач, бидејќи тој кога купува различни производи во различни ситуации, во различен дел од годината, често пати ја менува таа навика. И тоа е прилично широк сегмент. Истражувачите имаат дефинирано едно правило кое што се вика 33 феномен, каде што во истражувањата 30% од луѓето се декларираат како етички купувачи, меѓутоа во суштина кога ќе се види нивното купување, само 3% од купувачите всушност се етички. Ако го аплицираме ова правило на условите во Македонија
И ако го дефинираме пазарот на земјоделски производи во општините кои што ги има, и ако тоа се стави во однос во кои што се воспоставени фирмите практично за производство на органска храна, и ако се стави во однос на вкупната потрошувачка, тогаш ние треба да го бараме пазарот кој што тие може да му се обратат на 3% од вкупниот пазар во тие општини. Што исто така е добро, бидејќи и капацитетот на производство кој што го имаат овие компании нема да е голем, и тој сигурно ќе влезе во рамки на 3% од купувачите кои што ги има практично секаде. Врз основа на оваа анализа дефиниравме одредени заклучоци и следни чекори кои што треба да се направат. Прво, дека купувачите на штитениците на овој проект ќе припаѓа на интерсекцијата помеѓу етички, еколошки и рационални купувачи, бидејќи постои начин како еден рационален купувач можете да го разбудите етичкото и еколошкото во него преку брендирање и комуникација, зашто ќе зборуваме подоцна. И како дополнение на тоа, значи може да се спроведуваат одредени стратегии на цена, на бенефити кои што ги даваат овие производи, потоа начинот на достава и така натаму и така натаму. Целта значи ќе биде зголемување на мерата за купување на вакви производи преку градење на позитивни перцепции за социјалните предпријатија, зголемување на знаењето на купувачите за тоа што всушност едно социјално предпријатие придонесува во општеството, како на целото, така и на поединците кои што имаат одредени попречености, брендирање и одбележување на компаниите и на производите, стимулирање на купувачите да купуваат вакви производи и многу важно е на кој начин овие производи ќе станат достапни на купувачите, бидејќи не е доволно само да го имате производот и луѓето да знаат до него, тој треба да има и начин како да може да го купи. Во однос на брендирањето и на промоцијата не би се многу задржувал, бидејќи мора основните елементи да се воспостават, тоа не треба да биде скапа вежба, повеќе треба да се мисли на конзистентноста, односно се оно што ќе се прави како комуникацијски материјали, како креатива, да може да биде трансферирано без поголеми адаптации на различни комуникацијски платформи, онлайн или офлайн. И втората работа е на кој начин луѓето да можат да станат свесни на одредена географска територија каде што ги има овие производи. За ова го користевме AIDA моделот комуникацијски, кој што и теоријата и праксата многу користат. Меѓутоа пак сметавме дека не е доволно и затоа искористивме една скалеста техника на патот на еден купувач, како се запознава и како купува одреден производ, и ги искомбиниравме. Како што можете да видите на оваа табела која што е пред нас, значи во првата фаза кога купувачот станува свесен за одреден производ, потоа преминува во фаза на интерес, желба и акција, односно нешто да купи, да препорача или да не купи, да го одбие. Значи мора овој проект да ги води купувачите прво да изгради свесност за генерално која е идејата и потоа да може да ги идентификува оние купувачи во оние 3% кои што ги зборувавме, бидејќи ако многу одите на голем сегмент на пазар, тогаш прво трошоците за комуникација се зголемуваат и економската исплатливост на целиот проект може да опадне. И затоа треба да се направи една добра сегментација кои се тие купувачи на одредено географско подрачје кои што можат да бидат таргетирани. Во однос на стратегијата за имплементација, бидејќи обично во Македонија имаме многу стратегии, меѓутоа имаме малку планови за имплементација. Јас секогаш сакам да зборувам не за стратегии, туку за имплементација на стратегии. Направивме еден план за имплементација на стратегијата за секоја фаза поединечно, од гледање на внимание, интерес, желба и акција за купување, каде што точно тука се наведени таксативно кои активности треба да се спроведат во секоја од овие фази, за да може на крајот производите да дојдат до купувачите и следствено на тоа да остваруваат приход производителите и да можат да имаат одржливост на подолг рок. Во однос на вториот, односно на третиот фактор во бизнис моделот, тоа е продажната пропозиција. Продажната пропозиција во овој случај е исклучително важна. Зошто?
2005 година беше дефиниран еден модел на деловен екосистем и тој беше дефиниран како црвен океан и плав океан. Црвен океан се обично оние бизниси каде што има голема конкуренција, каде што нема голем органски раст на пазарот и каде што практично компаниите меѓу себе како еколи во море се тепаат и на крајот океанот станува црвен. И има плав океан каде што конкуренцијата не е толку голема, каде што компаниите имаат иновација, која што многу тешко се копира на краток рок и која што задоволува одредена потреба на нов начин. Рецимо, ако вие се сетите iPod-от кога беше измислен на Apple, тој беше класичен пример на плав океан, што немаше никаква конкуренција, успеа да ги победи тоа време Apple сите винил плочи, сите CD-ња, сите MP3-ња, сите вокмени и сите други геджети кои што луѓето ги користеа за музика. Тие стана 80% од пазарот на музика во светот и тоа беше класичен пример на плав океан, каде што таа компанија врз основа на тој бизнис модел на iTunes стана во моментов една од трите највредни компании во светот. Ние за жал со овој проект не сме во еден син океан, овој класичен црвен океан, бидејќи се работи за земјоделски производи и мора да дефинираме што продаваме, зошто продаваме и на кого му продаваме. И тоа се трите основни прашања кога се дефинира продажен предлог, односно одреден производ или услуга кој што оди на пазарот. За разлика од многу профитни организации, социјалните предпријатија не го почнуваат својот бизнис со креирање на производ, кој што задоволува одредена незадоволена потреба, што беше претходниот пример. Туку социјалните предпријатија основна стартна точка има мисијата која што сакаат да остварат, во овој случај да се помогне на луѓе со одредени попречености. За многу компании кои што се фокусирани на вработување на вакви лица во социјалните предпријатија, самата намена за нив треба да биде нивна конкурентска предност, односно аксиомата треба да им биде ние не вработуваме луѓе за да направиме производ, туку правиме производ за да вработиме луѓе. Тоа е у принцип една извртена парадигма на еден класичен комерцијален бизнис, но ја истражувајќи во минатите 2 години, всушност оние кои што успеале практично со социјални предпријатија, има такви кои што имаат почнато на ваков начин и кои што навистина се станати blue chip компании во светот, да земите ги Томс што продаваат кондури, имаат така почнато и сега се една од поголемите компании во светот. Зошто продаваме? Бидејќи зошто продаваме всушност уникатната селс пропозиција која што ние имаме. Значи ние не можеме да кажеме во овој случај го имаме најквалитетниот производ, го имаме најдобриот производ, го имаме најдостапниот производ. Веројатно ќе биде обратно, бидејќи нема да го имаме најквалитетниот производ, нема да го имаме најдостапниот производ. И затоа мора да му дадеме која е таа уникатна пропозиција која што ние ја имаме. И всушност пак се враќаме на претходното, односно дека ние правиме производи за да вработиме луѓе. Преку купувањето на тие производи може да се промени начинот на живот на луѓе кои што имаат попречености. Тоа треба да биде клучниот елемент на комуникацијата во однос на тоа зашто треба да се купи овој производ. И на крајот на кого му продаваме, тоа прашање веќе го одговоривме преку анализите кои што се правени, односно дали се тоа етичките купувачи, еколошките купувачи и дел од рационалните купувачи кои што преку пазарната стратегија треба да се конвертираат во етички и во еколошки купувачи. Факторите кои што ќе влијаат на продажбата, значи ова се оние хардкор фактори кои што влијаат на продажбата, обично секој производ има своји фактори, значи различни групи на производи, дали се тоа прехранбени производи, технички производи, така натаму инвестициски производи. Прехранбените производи имаат некои своји карактеристики, односно тоа е непостојаноста, бидејќи тие калираат, потоа ако се работи за тутунот, исто така дали се продава сиров и така натаму, потоа треба складирање на производите, треба дали има силни или слаби агенции за откуп на производите и така натаму и на крајот дистанцата помеѓу производителот и крајниот купувач и посредниците кои што ги има на располагање во средина. Типичните начини на продажба на земјоделски производи се производител-купувач, а тоа е кога се продава на зелени пазари или во дворови, што законот сега го овозможува, бидејќи
Законот за земјоделие во Македонија беше сменет во два сегмента и тие сегменти одат во прилог на овој проект. Првиот е дека индивидуален земјоделец може да се регистрира како бизнис без поголеми формалности и без давачки кои што би обремениле едно друштво со ограничена одговорност на едно лице. И втората работа што може да продаваат од своите домашни прагови. Тоа се две клучни промени кои што се направени минатата и предминатата година и кои што даваат некаква можност да ова заживее. А вториот е класичниот преку мало продавач, потоа преку големо продавач, мало продавач и финален купувач, или преку агенти кои што работат со храна, што веројатно не би го користеле во овој случај. Во овој случај, значи, првите три би биле клучни, а тоа е самите да продаваат преку мало продавач во малите места и да продаваат преку откупувачи, при што улогата на општините ќе биде да можат да разговараат зборувам за локалните самоуправи, прво со малопродавачите да ги купуваат тие производи и со големо купувачите на храна да можат да имаат специјален третман за откуп на овие производи, бидејќи како што кажав, кога ќе се роди едно дете, тоа расне така како што му помагаат тие околу него. Во бизнисот не е така, меѓутоа во овој случај на овие компании тоа треба да биде лајт мотивот, дека целата заедница кај што тие се наоѓаат треба да им помогне да можат да застанат на здрави нози и да продолжат. Направивме мапирање на тоа на кој начин овие производи можат да се продаваат преку директни канали за продажба. Знам дека поминаме, имаме два слайда. Да. Ова нема да го презентирам, ова кој сака може да го разгледа, бидејќи за секој пазар се дадени и изанализирани и предностите и недостатоците и опциите кои што стојат во секоја општина поединечно. Гледате дека се осврнавме на деталните општини во кои што се формирани овие производства. Исто така е направено, значи, и за индиректните канали. На крајот, кои се заклучоците и препораките од проектот. Прво, сите активности мора да се базираат на истражување кој што треба да се спроведе и мислам дека подобра институција за спроведување на ова истражување од Филозофскиот факултет и институтите кои што се вклучени во овој проект не постојат во Македонија, односно на истражување за мотивите и мотивациите на купувачите во Македонија во однос на тоа дали се фокусирани и во кој процент се фокусирани на утилитарната вредност во однос на желбата да се помогне на другите. На тој начин ќе може да се дефинира и процентот што не е дефиниран за Македонија, колку се етички, колку се еколошки и колку се рационални купувачи, без разлика кој процент ќе го добиеме. Второто е унифицирано и константно бредирање на производите. Третото е лансирање на онлайн комуникацијска платформа за да може приказната да заживее, да има каде овие производители да ги нудат своите производи, луѓето да дознаваат за нив, што ако не ве знаат, нема ништо да продадете, тоа е клучната работа. Четврто е правење на национална комуникацијска кампања за промоција на производителите, меѓутоа и на бенефитите социјални од купувањето на нивните производи. И на крајот е контактирање и договарање на најсоодветните продажни канали за да може тие производи да дојдат до крајните купувачи и со нормално воспоставување на договори во кои што тие ќе имаат предимство при наплата и така натаму, бидејќи сега се наоѓаме во период кога ликвидноста ќе паѓа и тие мора да бидат први секогаш за наплата, да бидејќи навистина имаат покрај деловни цели, тие имаат навистина и општествена цел. Тоа беше во овој дел на истражувањето и веројатно следните чекори на проектот. Туку имате прашања, јас сум тука за вас. Ви благодарам на вниманието. Се надам дека беше интересно. Благодарам јас на вас. Благодарам на тебе. Пред да почнам со презентацијата на овој проект на Филозофскиот факултет, кој што сите многу добро го знаеме, само би сакала да кажам, бидејќи Стеван е тука, дека проектот From Disability to Foodability е можеби еден од топ 2 проекти, мои омилени проекти на кои што сум работела, затоа што во рамките на тој проект им даваме нешто конкретно анализата со попреченост. Кога кажам нешто конкретно и нешто практично, не мислам само на пластениците, туку на сите оние вештини кои што ќе ги стекнат во наредниве 3 години, кои ќе останат и откако тие пластеници можеби ќе ги нема. Ова е денес јас имам таа чест да го презентирам проектот. Првиот Erasmus Plus
Првиот Erasmus K2, да, K203 проект на Филозофскиот факултет, кој што се нарекува Accessibility of Learning Management Systems in Humanities and Social Sciences, или пристапен систем за менаџирање на учењето во хуманистичките и социјалните науки. И тука и ова е еден прагматичен и практичен проект со кој што всушност ние искреиравме веќе, можам да кажем дека системот е готов и дека треба да се тестира во фаза на бета тестирање. Искреиравме еден систем со кој што на студентите со попреченост им даваме можност, им даваме многу поголеми дигитални вештини и слично. Тоа ќе го кажам во рамките на тамошната презентација. Инаку овој проект, ние сме координатори на овој проект, имаме 3 земји партнери. Првиот партнер е Вилнус универзитетот од Литванија, пратам универзитетот во Авеиро од Португалија и Европскиот тренинг центар Копенхаген или од Копенхаген во Данска. Буџетот на проектот беше и е 219.000 евра, рамномерно распределени на сите партнери. Самиот проект предвидува 4 интелектуални аутпути, а тоа се всушност како некои производи кои што треба да произлезат од самиот проект. Првиот и денес тоа што ќе ви презентирам се првиот и вториот интелектуален аутпут, бидејќи до тука е стигнат всушност проектот. Првиот интелектуален аутпут беше креирање на методолошка рамка за пристапност на овие системи за студирање на студентите со попреченост. Вториот беше креирање на овој пристапен систем. Третиот интелектуален аутпут е креирање на мобилна апликација, бидејќи понекогаш не е доволно само да се има некоја платформа за студентите, потребно е да имаат и мобилна апликација со која што во real time ќе добиваат нотификации и слично. И четвртиот интелектуален аутпут, кој што уште не е почнат, ќе почне за неколку месеци, е креирање на онлайн курсеви. Значи, иако ние сме професори, ние треба да научиме како се креираат овие онлайн курсеви, бидејќи не е доволно само да се направи едно Zoom предавање и тоа да го наречеме онлайн курс. Долу е референцата на која што може да се повикате доколку сакате да научите нешто повеќе за проектот. Инаку, зошто го напишавме овој проект и зошто аплициравме во Erasmus Plus програмата? Причината поради која што го направивме тоа е дека генерално високото образование денес се соочува со голем број на предизвици, бидејќи континуирано е менувано од дигиталната еволуција. Ние поради тоа треба да држиме чекор со времето и поентата е да сите овие дигитални вештини ги стекнат не само студентите на Филозофскиот факултет во овој конкретен момент, туку и студентите со попреченост. Причината, идејата зошто го направивме сето ова е нешто што е познато како универзален дизајн во учењето. Тоа е кога креираме нешто, во самиот старт да бидат вклучени размислувањата за потребите на лицата со попреченост. Например, еве да речеме во Данска, тој модел се користи многу добро. Најтипичен пример кога се прави улица, уште на почетокот кога ќе се направи улицата и ќе се направи тротарот, се размислува дека некој телесно инвалидно лице треба да се спушти од тротарот или од улицата, и поради тоа се прави пристапна рампа. Додека во Македонија каква е ситуацијата? Ние ќе направиме улицата, ќе направиме тротарот, па ќе ни текне да направиме пристапна рампа, па после може ќе копаме за водоводни цевки и така натаму. Значи идејата беше да, овој систем е многу потребен за студентите на Филозофски факултет, меѓутоа ајде уште на самиот почеток да го направиме пристапен за студентите со попреченост. Инаку системот кој што го избравме е познат како Moodle. Тоа е тоа е open software кој што ние го земавме, или не се плаќа, слободен е за користење од сите. Меѓутоа направивме неколку плагини, така се нарекуваат, или модови за студентите со попреченост и тоа за студенти со оштетен вид, оштетен слух и со дислексија. На ваков начин ние на овие студенти ќе им овозможиме да стекнат различни вештини кои што подоцна ќе им овозможат да конкурираат на пазарот за трудот. И да скратам, значи денес ќе го презентирам всушност, како што ви кажав, првиот и вториот интелектуален аутпут. Првиот интелектуален аутпут беше креирање на методолошка рамка за тоа како можеме да направиме еден ваков LMS пристапен. Па така ние направивме десктоп истражување и теренско истражување, при тоа користевме комбинирана методологија или mixed method research, користевме квалитативна методологија, квантитативна методологија. Почетната цел, иницијалната цел не беше да ги истражиме перцепциите на студентите со попреченост, како што ви кажав, со оштетен вид, оштетен слух и дислексија, во однос на употребата на овие системи за менаџирање на учењето. При тоа спроведовме 36 полуструктурирани интервјуа со ученици со различни видови попреченост и 56 анкети. Ова станува збор во сите земји, не само во Македонија, бидејќи можеби примерот не е толку голем, но треба да имаме на ум дека навистина, например, во Македонија имаме, да речеме, само 20 може помалце средношколци со оштетен слух или студенти, можеби имаме една или две. Така што примерот е од сите 4 земји. Значи, во однос на полуструктурираните интервјуа,
полот секако дека имаше джендери полоти, па 47% беа од машки пол, 53% од женски пол. Најзастапена група ни беше групата на лица со специфични тешкоти во учењето, односно дислексија. Со 35% со оштетен вид, додека со 26% втора позастапеност беше групата со дислексија. Знаете, полуструктурираните интервјуа се спроведуваат со протокол за полуструктурирани интервјуа, каде што имаме еден ограничен број на прашања, но интервјуто може да оди во различни насоки, што значи дека добивме многу голем број на податоци од самото истражување и потоа тие chunks of information ги групиравме и направивме, креиравме неколку категории. Тие три категории се секојдневно потреба на информациски и комуникацијски технологии, втората група е комуникација и третата е информацијски и комуникацијски системи кои што се користени од универзитетот. Јас само накратко ќе ги поминам сите категории и субкатегории во интерес на времето. Од десната страна можете да забележите цитати кои што ги кажувале, кои што најеклатантно ја објаснуваат таа категорија или подкатегорија. Значи во првата категорија секојдневна употреба на информацијски и комуникацијски технологии се креираат три подкатегории и тоа направи, календари, ресурси од библиотека и вебсайти. Најголемиот процент на студенти со попреченост користат компјутер за работа и за учење, додека мобилниот телефон им е постојано за користење на социјални мрежи и слично. Во однос на календари, како на пример Google календар и слично, такво нешто не користат, едноставно се запишуваат на листчиња или го користат календарот од телефонот. Во однос на ресурси од библиотеките, тие има дури не само во Македонија, туку и во други земји кои што се партнери, кои што се на проектови се многу поразвиени од нас, генерално имаат проблеми со пристапот до ресурси од библиотеки, бидејќи тие не се пристапни за нив. Како на пример за едно слепо лице, нели може да се искористи, можеме да најдеме некој читач да го исчита текстот, меѓутоа на пример како би ги исчитал сликите за едно слепо лице. Така што има многу работа на кои што треба да се размислува. А во однос на вебсајтовите, сите студенти, дури нашите студенти на филозофскиот факултет, кажаат дека многу ретко одат на вебсајтот, многу ретко го посетуваат вебсајтот на факултетот. Уште мислам дека лоши одговори имаше во однос на средношколците, и во однос на тие вебсајтови на средните училишта и основните училишта, но генерално вебсајтовите не се пристапни за лицата со вакви видови на попреченост. Втората категорија беше организирана во две подкатегории: социјални медиуми и имейл. Facebook и Instagram се мрежите кои што најчесто ги користат, со тоа што Facebook го користат најмногу за комуникација меѓу себе, имаат групи во кои што комуницираат студентите меѓу себе, а додека комуникацијата со професорите е преку имейл. И секако третата категорија, која што за нас беше најбитна, се однесува на информацијски и комуникацијски системи. Ние бевме единствена земја каде што не се користеше Moodle или било која платформа и са идејата на овој проект нели е да се искреира таа платформа. Во однос на статистичката анализа на анкетите, во однос на дистрибуцијата според пол, повторно имаме gender equality или родова рамноправност, 48% беа од машки пол, 52% од женски пол. Во однос на возраст, најголема група не беше групата на студенти од 17 до 18, на средношколци од 17 до 18 години. Ако некој се запраша зошто сме опфатиле група на средношколци кога правиме систем за студенти, причината е бидејќи тие ќе бидат идните корисници за неколку години од кога завршат средното образование и ќе дојдат на факултет. Најчесто користена технологија за нив се гледате повторно телефони и тоа беше една од причините поради која што решивме да направиме мобилна апликација, а не само една платформа. Во однос на фреквенцијата на користење на паметна технологија, гледате дека најголем процент од нив ја користат повеќе од 4 часа дневно и најголем процент од нас, нели сите се на нивните телефони, дури во овој момент разгледуваат, сурфаат и како продолжена рака ни се телефоните. Во однос на поседување на компјутер, како се зголемува староста на средношколците, така има поголема веројатност дека ќе имаат и ќе користат компјутер во домашни услови. Најчесто користени социјални мрежи, повторно беа Facebook и Instagram. И всушност овој систем, Moodle-от, ќе биде компилација, значи ќе има форуми како што има на Facebook, ќе има мейлови и така натаму. Да не претрав со времето, не? Таман сум? Да. Океј, во однос на постирање на документи, многу ретко постираат, гледате на 17 годишњаците, скоро никогаш немаат постирано некаков документ. Понатаму, дали сметате дека онлайн учењето е ефективно? Најголем процент кажа дека е ефективно и дека ќе има голем импакт на
интеракцијата помеѓу професорот и студентот. И сега на крај последните 3 слайдови, извинете што ви досадував до сега, ова е интересно. Вака изгледа Moodle-от. Може би Димитар уште може да каже, тоа е еден огромен систем, каде ова е само помалку од 1% од самиот систем, и тоа само сакав да ви покажам модовите и како изгледа пристапот. Знам, меѓутоа дали ви е пристапен за лица со попреченост? Дали лице со оштетен вид може да користи, со дислексија, со оштетен слух? Тоа се обидувам само да покажам како изгледаат модовите. Кратко, многу кратко трае. Значи, доколку повеќе од 2 секунди се задржите на било кое зборче во системот, ќе ви се отвори едно прозорче каде што Христина, една наша студентка со оштетен слух, го кажува на знаковен јазик. Така, на тој начин системот е пристапен за лица со знаковен јазик. Можеби ќе ми поставите прашање зошто им треба вакво нешто на нив, бидејќи тие знаат да читаат. Можеме да подискутираме за време на паузата зашто беше направено тоа. Вториот мод е мод кој што се однесува на лицата со дислексија. Ние креиравме еден фонд за дислексија заедно со колешката моја Клиповска и колегата Војслав Саракински, се нарекува Дислексик ФЗФ, и кога стиснете на тој мод, се е прилагодено на овој фонд. Можете да ја изберете позадината во однос на тоа која на секој лице со дислексија обично му одговара различна позадина. Најбаво е крем боја со црни букви според истражувањето што ги правевме со Маја. Третиот мод, нешто само на кратко да покажам. Третиот мод е модот кој што се однесува на text to speech, односно конвертирање на текстот во говор, и ова е нешто за кое што ни беше потребно најмногу време од целиот проект. Информатичарите, односно доценти, тие се доценти на Финки, го правеа во последниве 8 месеци. Само на кратко, вака во моментов слепите, системот кој што им исчитува на слепите во моментов звучи, да речеме, некако или е целосно роботски, или звучи некако вака. Мора да се согласите дека ова е ужасно да се слуша. Има и на македонски еден текст to speech кој што е па толку роботски, што хуманоидна димензија нема никако, и на лицата со оштетен вид навистина им е тешко да учат на ваков аудитивен начин, и токму поради тоа многу често бараат да им биде напишано на брајево писмо и слично. И сега за прв пат да ви представам Македонка, се вика нашиот текст to speech. Сега ќе ја слушате како звучи. Македонка сега има околу 3 години. Да ви објаснам, text to speech engine-от учи, тоа е еден вид на машинско учење. Колку повеќе време поминува, толку поубаво ќе звучи овој text to speech. Сега на моменти дури малку на румски фаќа, ама и веќе слушате. Ја нарекуваме Македонка, иако колешката која што го правеше се вика Моника, тие сакаат да попане. Така, значи се уште е во фаза на изработка, како што ви кажав, сега има околу 3 години, избори како 3 или 4 годишно ромско дете, можеби, но до наредниот јуни ќе има простор многу да научи и ќе биде без оној малку роботска димензија што се слуша, и ќе биде најнормален хуманоиден глас кој што ќе им користи на лицата со оштетен вид. Толку, ви благодарам за вниманието. За дефицит кај дислексијата,
Автори се Маја Филиповска и Горан Елински. Повели Маја. Добар ден и од мене. Прво морам јас да нагласам дека ми е навистина чест што имав можност покрај во организацијскиот дел на конференцијата по повод 100-годниот филозофски факултет да учествувам и со презентација на труд, да оставиме некаков белег на овој јубилеј. Денешната презентација, односно денешниот труд, е во врска со присуството на визуелни дефицити кај дислексијата. Идејата во суштина произлезе во оној момент кога со менторот Горан Едински одлучивме во која насока ќе оди докторската теза во која ќе се пишува. На секако сега ќе стане јасно зошто го направивме оној фонд за дислексија заедно со колешката Каровска Ристовска и останатите членови од тимот. Во суштина ние многу често со колешката дискутираме на темава. Секако денес ќе почнам со воведот ќе биде во однос на дефинирањето на дислексијата и тоа од две причини. Првата е затоа што можеби има некои слушатели кои што не се запознаени со областа на дислексијата и специфичните тешкоти во учењето. А другата е секако затоа што дел од овие дефиниции ни даваат увид во тоа кои се главните дефицити кај овие лица кои што ја поседуваат дислексијата. Па така првата дефиниција која што ставив беше на Британското здружение за дислексија, но ни даваат една базична дефиниција, една основна дефиниција, која што кажуваат на тоа дека дислексијата станува збор за нарушување кое што е специфична тешкотија во учењето, кое што се јавува да речеме со некои 5 до 10% од популацијата на училишна возраст и всушност станува збор за нарушување кое што оневозможува точно и флуентно читање на зборови, како и потешкотии со спелувањето. Меѓутоа, ако идеме понатаму, втората дефиниција е од авторите Спафард и Гросар, кои што се едни од подоминантните во областа. Они укажуваат дека всушност дислексијата станува збор за едно нарушување кое што невозможува читање ефективно на зборови, меѓутоа најголемите проблеми настануваат во флуентноста и фонолошката компонента на јазикот, односно на звучната компонента, како што е фонолошката свесност. Односно, невозможени се да манипулираат со оние единици звучни од самиот јазик. Нешто слично кажуваат и од Здруженијето за меѓународното здружение за дислексија, ни даваат една доста опширна дефиниција која што го објаснуваат и потеклото на самата дислексија, дека всушност се работи за невролошко нарушување, кое што се карактеризира повторно или со нарушено читање на неможност за читање на правилно на зборови, спелување и декодирање. Меѓутоа додаваат повторно дека главните проблеми всушност се главниот дефицит е во фонолошката компонента на јазикот. И ова секогаш се пренагласува, да речеме, во дел од дефинициите, меѓутоа ние сакавме да видиме дали постои нешто друго од овие дефицити. Во однос на овие дефиниции секако постои една цела теорија за фонолошка теорија која што се нарекува, која што всушност укажува дека доминантниот дефицит е фонолошката свесност и дека овие лица во суштина имаат проблем со репрезентацијата, помнењето и присетувањето на гласовите од јазикот, односно има проблем да ја сватат на врска графема, фонема, односно буква со глас. Па така имаат проблеми секогаш да извршуваат некакви задачи со кои се бараат фонолошка свесност, односно не може да се присетат например колку гласови има во еден збор кога ќе слушнат или кој е првиот, кој е последниот глас. Имаат проблем да прават дистинкција или помеѓу самите гласови или пак имаат тешкоти со рима или зборовите кога ги гледаат. Нашето истражување, кое што беше едно десктоп истражување, сакавме да видиме во суштина што авторите до сега имаат утврдено на темата, односно сакавме да утврдиме дали да увидиме дали покрај овој фонолошки дефицит постојат и некакви други дефицити од визуелно потекло. Па така си поставивме две цели во самото истражување, да видиме што авторите до сега направиле, за да знаеме понатаму ние каде да истражуваме. Првата беше да утврдиме дали покрај оваа фонолошка теорија за дислексија постојат и други кои што поддржуваат постоење на визуелни дефицити. И втората беше ако се утврди дека постојат такви теории, кои се тие доминантни најкарактеристични вакви дефицити од визуелен тип. Резултатите кои што ги добивме од истражувањето се дека постојат генерално покрај оваа фонолошката теорија, еве уште 4 други доминанти, меѓутоа постојат многу реално теории, овие ги издвоивме како најзначајни, можеби што се во моментот, со тоа што таа фонолошка теорија перзистира многу долго време и меѓутоа веќе другите почнуваат да ја надминуваат. Значи, од овие 4 теории кои што се овде туз додадени, во суштина 2 од нив веќе поддржуваат присуство на такви визуелни дефицити кај дислексијата.
не би сакала да одземам многу време за другите, значи едната од оние кои што доминираат е исто теоријата за брзо аудитивно процесирање, кој што во суштина кажуваат дека лицата со дислексија имаат проблем да процесираат кратки и звуци кои што брзо се менуваат. Церебралната теорија укажува на церебрален дефицит, кој што во суштина им невозможува автоматизирањето на вештините кај лицата со дислексија, затоа они постојано не можат да усвојат одредена вештина која што да речеме неопходна за читање и постојано се навраќаат на едно исто и не можат да го совладаат самиот процес. Теориите кои што се од наше значење денес, тоа се визуелната теорија која што не зборува само за себе, зашто е во овие резултати, и другата е магноцелуларната теорија. Накратко само ќе кажам за овие две теории. Визуелната теорија секако укажува на тоа дека кај овие лица постои дефицит во процесирањето на букви и зборови во некој даден текст, со тоа што лицата овде би имале проблем со визуелна сегментација, односно да ги одвојат буквите во зборот кога ги гледаат или кога читаат, да ги одвојат каде почнува еден збор, каде завршува другиот, за да можат нели понатаму да продолжат да читаат. И генерално се утврдува дека вторите тоа што до сега го откриле, дека има проблеми во визуелната перцепција, која што е особено значена и која што во суштина ни дава смисла на што го гледаме ние. Таа е доста комплексна, значи има подвештини кои што обично се проблематични кај овие лица и кои што подоцна ќе ги спомнам во тоа кои се најзначајните визуелни дефицити кај лицата. И вообичаено она што оваа теорија го објаснува е дека кај овие лица доживуваат една визуелна пренатрупаност, значи не можат добро да се организираат во просторот за читање, а некогаш се јавува и нестабилна визуелна фиксација. Меѓутоа, она што е добро во оваа теорија е што не се ограничува единствено само на овие визуелни дефицити, туку е малку поширока и не го негира постоењето и на фонолошкиот дефицит кај овие лица. Втората теорија која што беше од наше значење беше магноцелуларната теорија. Оваа теорија е една од позначајните веќе во денешно време и зазема се поголемо место помеѓу теориите за причините за дислексија, ќе објаснам и зошто. Меѓутоа, првично, значи она што таа го кажува е дека постои дефицит во магноцелуларното визуелно процесирање, односно во невралните визуелни патишта. Двата визуелни патишта кои што постојат, магно и парвоцелуларниот, проблемот е во магноцелуларниот, кој што во суштина на лицата им невозможува добра бинокуларна контрола, им се случува визуелна конфузија на лицата со дислексија, односно некогаш им се мешаат буквите или им се случува како да им се движат на листот хартија кога читаат. И исто така се случува и да имаат проблеми со перцепцијата на движење. И тоа зошто рековме зошто оваа теорија е толку добра, затоа што реално не се ограничува и оваа теорија само на визуелното процесирање и проблемите кои што тука се јавуваат, туку се генерализира, значи зборува за еден генерален дефицит кој што се одразува и на другите модалитети, како што се фонолошкиот, па и моторниот. Па поради тоа што ни овозможува да имаме една биолошка причина за повеќе манифестации на дислексијата, затоа се повеќе зема поголемо место помеѓу теориите за дислексија. Во однос на тоа, на втората задача за тоа кои се најчестите визуелни дефицити кои што може да се јават кај лицата со дислексија, првично ова се сите вештини на визуелно перцепирање кои што се овде споменати. Значи првиот е секако визуелната дискриминација. Значи ако имаат проблем со оваа вештина, тогаш секако ќе имаат проблем да ги разликуваат буквите една од друга. Меѓутоа, исто така ќе имаат проблем и да прават разлика помеѓу истата буква, да речеме, меѓутоа од различен формат, големата и малата буква да ги разликуваат. Нашата цел со самиот фонд кој што направиме беше една и од овие, значи да ги направиме сите букви што е можно по-дистинктивни една од друга. Втората област каде што би можело да се јават проблеми кај дислексијата се визуел-спацијалните способности, односно се јава потешкотија во ориентирањето при просторот за читање, значи се мешаат, не знаат од каде да почнат некогаш да читаат, па затоа и ги превртуваат буквите или броевите при самото читање. Другата група на вакви дефицити кои што може да се јават се во визуелната меморија, затоа што им е тешко некогаш на лицата да се присетуваат на визуелно презентиран материјал, и односно тешко им е да запомнат како изгледаат самите букви, па некогаш и колку пати да ги имаат научено, нема да се сетат на некоја од нив што не ја користат можеби многу често, што не ја гледаат. Проблеми се јавуваат и во визуелното внимание, со тоа што обемот на визуелното внимание е намален. И обично заради ова се јавуваат проблеми во процесирање на низи со повеќе објекти, како што се самите зборови или речениците.
другите дефицити кои што може да се јават се конвергентна инсуфициенција, односно им се јавува некогаш дупол вид, со што секогаш само тоа зборува за себе зошто би имале проблем при читањето ако имаат дупол вид. И последните се визуелна акомодација, односно тука им се јавува проблем со фокусирањето, губат лесно фокус, а може да се јави и заматен вид. На крајот само би сакала неколку заклучоци да истакнам од цело ово истражување. Првото е дека секако се покажа дека постојат, дека другите автори до сега открија дека постојат визуелни дефицити кај дислексијата, постојат и теории за кои што тоа го поддржуваат. Меѓутоа, оно што нас може да ни биде од значење е всушност дека ова се ни укажува колку е комплексна дислексијата и дека никогаш не треба да се фокусираме само на еден тип на дефицити, затоа што таа представува комбинација од дефицити и кои што заедно сите од нивното комбинирање ја прават тешкотијата во читањето. Ова е значено за да знаеме понатаму како да го организираме третманот и кој што треба во суштина да биде мултисензорен токму поради овие причини. Ви благодарам. Благодарам, Маја. Слушнавме два проекта, слушнавме крајни производи кои што наистина ќе придонесе за подобрување. Ова Европа дава овет да се подобри. Пак постојано спомнуваме во интерес на времето, а да сите бихме подолги малку од временската рамка која што имавме. Да се вратам на мислата, како институт докажуваме дека даваме значаен придонес и во развојот на филозофскиот факултет и во развојот, односно подобрувањето на условите и за студентите и воопшто условите за живот и со ваквите крајни производи и со она што годинава дополнително треба да се случи, пристапност и поинклузивна библиотека на нашиот институт. Целиот пакет заедно, повторно ќе кажам, започна оваа сесија заклучно со последното излагање, можеме да кажеме дека даваме значаен придонес во 100-годишнината, односно во юбилејна година, и навистина достојно го промовираме филозофскиот факултет и надвор од неговата зграда. Имаме уште едно излагање во оваа сесија, што повторно има врска со првите две излагања, со финансиските аспекти на семејствата на лицата со повреченост. Насловот на излагањето е финансиски предизвици на семејството на лица со повреченост. Автор на овој труд е Ангелка Пескилева. Благодарам, Наташа. Чест и задоволство е да се присуствува на оваа конференција 100 години филозофски факултет. Да, точно како што кажав, некако продолжение на претходните две презентации, со тоа што вашиот осврт беше на семејства каде што веќе имаме изградени личности на лица со тешки во развој, израснати во возрастен период, меѓутоа мојот фокус е на семејства кои што имаат деца во училишен период, односно во основно образование. Какви се финансиските предизвици на овие семејства? Веројатно е многу тешко да зборувам исклучиво за финансиски предизвици на семејствата кои што имаат деца со попреченост, затоа што финансиските предизвици се директно поврзани со емоционалните предизвици, со секојдневните стресови кои што ги доживуваат овие семејства. По многу литератури ќе видиме дека да се има дете со пречки во развој е токав стрес кој што е многу блиску со губење на член во семејство. Губењето на член во семејство во однос на стресот рангира околу 9,6 на скала од 10. Ова е нешто под 9,6, односно 9.2. Зошто е толку рангирано? Зошто котира толку високо овој стрес? Затоа што навистина умира една идеја за еден живот и се раѓа нека друга идеја за еден поинаков живот за кој што ниедно семејство не е доволно спремно. Од тука постојат емотивни предизвици кои што се импликатори на овие финансиски предизвици. И квалитетот на живот на овие семејства апсолутно комплетно се менува. Во голем број на литератури пишува дека овие семејства се најсиромашни меѓу сиромашните. Зошто? Затоа што имаат 3 пати поголеми трошоци, значи во процесот на одгледување на нивните деца, 3 пати поскапо е да се одгледува, да се воспитува, да се пружи медицинска нега на дете кој што има попреченост, наспроти дете кој што има типичен раствој. И зошто е тоа тешко да се финансиски одговори на тоа? Затоа што
патувањето, односно платената работа, често пати не е решение на проблемот. Имањето на дете со пречки во развој ја менува целокупната семејна структура. Членовите на семејството добиваат една поинаква улога. Најчесто таткото е тој кој што си ја зема улогата да ги обезбеди финансиите во семејството, а мајката е онаја кој што се одлучува на сметка на својот напредок во кариера да се грижи за детето со попреченост. Браќите и сестрите добиваат една нова димензија, можеби некои од нив порано созреваат, па имаат и улога и финансиски да навместуваат во семејството, често пати се бара и од нив да се откажат од некои нивни идеи, желби, можеби и едукативни напредоци во интерес на пружење на подобар третман кон детето, односно братот, сестрата со попреченост. Од тука предизвиците се огромни, не само финансиски, емотивни, стресни и станува збор за целокупна промена на квалитетот на живот на семејството. Целта на нашето истражување беше социоекономскиот статус на семејствата кои што имаат дете со попреченост. Би рекла дека е некој вид на follow-up студија, бидејќи слична студија беше реализирана пред 10 години, каде што се испитуваше исто така социоекономскиот статус на семејството, па на некои моменти ќе имаме можност да направиме споредба како беше пред 10 години, како беше сега. Како показатели на социоекономскиот статус ги испитавме степен на образование, вработеност, месечните примања и месечните одливи, односно трошоците кои што ги имаат овие семејства. Примерокот ни се состои од 46 семејства кои што имаат дете со интелектуална попреченост или комбинирани пречки, кои што учи во посебни основни училишта. Првата варијабла не е степен на образование. На овој графикон ќе видите дека и нема голема разлика измеѓу таткото и мајката во семејството во однос на степенот на образование. Сепак и кај таткото и кај мајката доминира средното образование, најголем процент од семејствата завршили средно образование. Имаме релативно висок процент на семејства кои што се недоволно едуцирани и мал процент кои што имаат високо, односно висше образование. Сепак, преку тестот утврдивме дека не постои статистички значајни разлики измеѓу образованието на таткото и мајката во семејството. Ако видиме 10 години наназад, ќе видиме еден напредок во однос на степенот на образование, односно пред 10 години имало 16% од семејствата кои што родителите немале никакво образование. Тоа е голем процент во однос на општата популација. 33% имале само основно образование. Сега, после 10 години, таа крива, која што е обелечена со портокалово, е многу близко до нас сивата, која што ни кажува каква е состојбата во генералната популација, во однос на степенот на образование. Што значи, тука сме направили исчекор напред, односно родителите се доближиле до просечната општа популација која што има деца со типичен развој. Втората варијабла е вработеноста. Колку од овие семејства се вработени? Е, тука веќе имаме сериозна дискрепанца. Кај татковците 44% се во работен однос, наспроти 33% кај мајките. Меѓутоа висок е процент на мајките кои што не работат, 63%, и тоа е можеби одговорно на почетното дека мајките често пати се одлучуваат да дадат грижа и нега на детето со попреченост и се откажуваат од напредокот во својата кариера, наспроти 55% од родителите. 11 семејства имаат само еден вработен во семејството, а 21 семејство или 50%, нешто помалку од 50% од целокупниот примерок, немаат ниту еден вработен во семејството, што представува сериозен финансиски проблем. Третата варијабла ни беше просечната плата колку што земаат овие веќе вработени семејства. Во примерокот просечната плата за февруари, за февруари затоа што истражувањето ни беше во февруари, планиравме да е поголемо, пообемно, меѓутоа не фати пандемијата, се затворија школите и тука застана истражувањето. 18.000 денари е просечната плата на овие семејства кои што се вработени, наспроти просечната плата според Завод за статистика во февруари 27.206 денари. Тоа е за 34%, значи семејствата примаат 34% помалку од просечната плата во Република Македонија. Како било пред 10 години, повторно овие семејства земале помало плата од просечната за 25% во првиот квартал во пред 10 години, односно во 2010 година. Што значи дека овие семејства имаат значително пониски примања од просечните. Други индикатори во однос на финансиите се семејното живење. 10 семејства
имаат дополнителни приходи. Дополнителни приходи најчесто се однесуваат на некои додатоци кои што ги пружи државата. Во просек тоа се 10.125 денари. Во однос на местото на живење, 35 семејства живеат во свој дом или живеат во стан, 3 семејства живеат во кирија и 4 семејства живеат со роднини, а 4 семејства живеат во институција. Значи, покрај процесот на деинституционализација, сепак имаме цели семејства кои што живеат во институција. Конкретно во овој случај станува збор за семејства кои што живеат во Ранка Милановиќ, институција за воспитно запуштение. Кои бенефити ни ги дава државата, семејствата ги користат? Најголем процент користат посебен додаток, малку процент користат дополнување на платата за скратено работно време, тоа е 6%. Личен асистент не користи никој во примерокот, меѓутоа личната асистенција е значително застапена во Република Македонија. 2% користеле ослободување од медицински интервенции, додаток за попреченост 2% и 19% ослободување од јавен превоз. Сепак, сакам да кратко да го насочиме вниманието кон овој посебен додаток, пошто се главен додаток за децата до 26 години, за овие лица со попреченост. Во 2019 година овој додаток изнесува 5096 денари, ако семејството еднородителско изнесува 7644 денари, а ако е материјално обезбеден, односно прима социјална помош или по негов закон минимална загарантирана помош, овој надоместок е 4370. Би се сложиле дека надоместокот е значително мал, меѓутоа она што мене долго време ми боди очи, овој дел од законот за заштита на деца, кој што е релативно стар, е дискриминацијата, интензивна дискриминација која што постои во овој закон. Во овој закон ги нема лицата со лесна интелектуална попреченост, затоа што се најголем процент од лицата со интелектуална попреченост, можеби 95-96%, и ако навлеземе во литературата, ќе видиме дека тие се баш оние најсиромашните, на кои што најмногу им треба поддршка. Тука се лицата со најтежок облик на хронично заболување, тука нема да навлегувам, меѓутоа тука се лицата кои што се со сензорни оштетувања. Овој додаток е наменет само за слепи и оние практично слепи со оштетување на видот над 97%, лица кои што се тотално глуви или практично глуви, кои што имаат остаток оштетување на слухот до 80 децибели, што значи дека лично е стеснат кругот кој што може да го користи овој додаток. Даунов синдром, понатаму ќе зборувам во однос на постојањето на Даунов синдром во оваа категорија и повеќе видови на пречки, комбинирани пречки во развој. Сметам дека не треба да имаме ваков квантитативен пристап на посебен додаток, затоа што квантитативниот пристап често пати ние знаеме дека не е исто со она како функционира детето. Лице кое што има остаток на вид од 10% може да функционира и да живее во многу полоши социоекономски услови од лице кое што е тотално слепо или има само 1% остаток на вид. Затоа овој закон за заштита на деца мора да биде подхитно ревидиран и да се некако на поинаков начин изостави, односно надмине оваа дискриминација. Друг проблем е тоа што овој посебен додаток не ги зема во предвид моментот на раниот развој на децата. Ке се согласите дека ако не имаме дете кој што се сомневаме дека има аутизам и го пратиме во институција да биде диагностицирано, често пати институцијата покрај тоа што да речеме дека 90% е сигурна во оваа диагноза, нема да ја постави оваа диагноза додека не помине тој развоен период, за да видат како детето ќе се развива понатаму. Можеби нема на крај да ја добие таа конкретна диагноза, но во тој период додека он ја чека диагнозата, го чека наодот и мислењето за да го добие овој посебен додаток, он губи финансиски средства. Затоа овој посебен додаток не ја зема предвид оваа рана интервенција. Што се случува поради овие два проблеми? Родителите инсистираат на полоша диагноза или на побрза диагноза и имаме нешто што е против правото на детето за квалитетен третман и квалитетна грижа. На крај, во однос на овие бенефиции, не се задоволни 79% од родителите од бенефициите кои што ги добиваат, 14% делумно се задоволни и 7% се задоволни. Во однос на Дауновиот синдром, зошто Дауновиот синдром стои како таков во Законот за заштита на деца за добивање на оваа поддршка?
Овој закон за заштита на дете произлегува, односно категоризациите произлегуваат од правилникот за категоризација. Тој е таму во правилник, каде што Дауновиот синдром со право не стои. Затоа што Дауновиот синдром се лица кои што имаат интелектуална попреченост или влегуваат во категорија на лица со комбинирани попречености. Тука има еден сериозен парадокс. Односно, ако моето дете има интелектуална попреченост или комбинирана пречка во развој, меѓутоа тоа не е поради Даунов синдром, тоа нема да зема посебен додаток. Меѓутоа, ако има Даунов синдром и ако ги има овие проблеми, тогаш тој може да зема посебен додаток. Ова е една интензивна дискриминација која што требало што поскоро да се исправи, меѓутоа долги години стои тука. Какви се нивните трошоци? 23 деца од 46 семејства редовно примаат медицинска терапија преку лекови и таа во просек кошта околу 4064 денари. А во потекот на последната година 8 деца имале медицински интервенции со просечно чинење од 59500 денари. Тука на лева страна ви е дадена табела на месечна кои лекови на месечно ниво ги примаат овие деца и колку трошат на месечно ниво за овие лекови. Тука се прикод пак и ред други терапии без кои што децата не можат, меѓутоа кои што се често пати на приватна квота и родителите мора да издвојат своји финанси за да си ги дозволат истите. Колку трошат овие семејства за рехабилитација која што не вклучува медикаментозна терапија? Најголем број од лицата одат на логопед 13 и тоа во просек 2,7 пати неделно и трошат 1604 денари на неделно ниво, потоа на дефектолог или специјален едукатор или рехабилитатор на приватно 3,5% неделно и трошат 2100 денари. И така натаму да не ги навлегувам сите, но сите значи дека они имаат интензивни трошоци и ова не застанува. Значи посетата на дефектолог, на логопед и на овие терапевти не трае еден месец, не трае една година, туку трае долго. Може би додека трае развојниот период на детето, може би 12, 13, 14 година, меѓутоа може и многу често и понатаму. Од лева страна на слайдот е виш-листата, односно каде се родителите би ги однесли своите деца ако имали доволно финансии. Голем дел од родителите се скратуваат терапија со дефектолог затоа што немаат доволно пари, терапија со логопед, психолог и така натаму. А смета дека тоа би било мощно значајно за напредокот на нивното дете. Кои се нашите препораки? Да се одреди бројот на лицата со попреченост. Ова е нека препорака, може би кој што 20 години е на врвот на сите овие препораки. Како да знаеме што ни треба кога не знаеме кои сме и колку сме. И се уште не знаеме кои сме и колку сме и што ни треба, значи тоа не е приоритет кој што неминовно мора нешто да го направиме. И може би време да размислиме дека не сите може да се ставиме во еден кош за бенефиции. Ако правиме функционална проценка на едно дете и правиме препораки што тоа дете треба да направи, кој терапевт треба да го посети, која медикаментозна терапија да ја прима, може би паралелно треба да направиме процена на социоекономскиот статус на тоа семејство и тие бенефиции да ги направиме индивидуални за секое семејство и да траат во одреден временски период. Па по 3 години повторно да направиме процена каква терапија треба да прима детето и да направиме процена на повторно на социоекономски статус на семејството, односно дали семејството има ресурси да му го возможи на детето тоа што ние му го предлагаме. Константна анализа на ефектите кои што ги даваме преку овие социјални мерки, затоа што голем дел од овие социјални мерки се неефективни или по некоја година стануваат неефективни поради промена на околностите. И на крај стимулативни мерки за вработување на семејства, односно на родители кои што имаат дете со попреченост. Една таква стимулативна мерка е на време. Меѓутоа најчесто оваа бенефиција користат они родители кои што работат во државни фирми. Многу тешко истата може да се искористи во приватни фирми, заради тоа што нивна работодавачот му треба функционален, ефективен работник, а овој родител често пати поради големите грижи не е баш така ефективен и квалитетен работник како што работодавачот би посакувал. Поради тоа можеби државата треба да размисли за бенефиции за вработување на работодавачот за вработување на ваков